Кокаревски сака со секој ден да комуницира, па макар и да биде само еден поздрав. Тој одбегнува секакви кавги и непријатности, сака да има една хармонија меѓу сите нас, зашто тој е свесен дека понекогаш при недоразбирање ќе се повиши тонот на гласот на некого, што е нормално, ама затоа пак Кокаревски знае и умее тоа да го среди. Како голем љубител на риболовот, кој е хобие во неговата душа, тој често пати и само оди на риболов, зашто тоа него и го релаксира. Меѓутоа, голема е љубовта према неговите внуци, што е и нормално, но Гоце Кокаревски со нив се однесува како да е нивни другар. Тоа е една од големите особини на карактерот на овој наш македонец, кој од срце си ја сака својата фамилија и понекогаш може би прави повеќе од што треба. Неговата мисла, како и кај многу други, е Македонија. Го загрижува сето она што се случува со Македонија и се што е македонско, но сепак во него има надеж дека Македонија и ние македонците со овие експерименти што ни ги прават однадвор ќе им пропаднат, зашто како што вели и самиот тој, ние македонците никогаш не сме сакале да грабиме туѓо, секогаш сме сакале да му излеземе во пресред, макар и на јабанџија да е, но ова што ни го прават не можеме и да молчиме, зашто се знае нашето си е наше и за тоа ќе се бориме. И верувам во тоа, вели Кокаревски, зашто Бог нема да дозволи да ние извисиме, туку и Македонија и македонците вечно ќе постојат. Ai, cade si,
Слушнете радиопрограмата Глас од Македонија, која е 52 години со вас. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за да продолжи да се емитува и понатаму ова најстара радиопрограма во диаспората. Телефонот е 647-780-6549. Еве и неколку соопштенија. По повод 8 март, денот на жената, на 5 март, женската секција при црквата Светилија од Мисисага со добра гозба и музика ќе го одбележи овој празник. За влезни карти јавете се до црковниот телефон на 905-821-8050. На 6 март, идниот ден, кога е и поклади после богослужбата, женската секција при црквата Свети Климент Охридски ве повикува на банкетот, каде со богатото јадење и веселата музика ќе го прославите 8 март, денот на жената, а цената е $45. За влезници јавете се на црковниот телефон 416-421-7451. 8 март, денот на жената, го прославува и женската секција при црквата Свети Димитрија Солунски во Маркам. И овие домаќинки со богатото јадење и веселата музика се погрижија за да поминете пријатен неделен ден после богослужбата. За повеќе информации јавете се до црковниот телефон на 905-471-5555. Исто така и женската секција на црквата Света Недела од Ејџекс го одбележува празникот 8 март, денот на жената, на 6 март, после богослужбата, каде со оро, песна и богато јадење ќе бидете почестени. За влезни карти кои чинат $40, побарајте ја председателката Милица Поповска на 647-531-2117. Фирмата Недам Тимс со нашиот сонародник Васко Недановски се специјалисти за продавање или купување на куќи, бизнис, фарми, специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Значи за реновирање, лисинг, исто така продавање на неподвижен имот. Препуштете го тоа на Недам Тимот. Телефонот е 647-333-9628 или 905-877-8262 и побарајте го Васко Недановски. А пак местото и градот на марката Volkswagen е едно, на 7997 Кенеди Роуд и Хајвеј 407. Дали сакате да купите ауто, дали сате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран низ целиот свет, а тоа нормално ќе ви го овозможи само нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Да ги проследиме блиц вестите од Македонија. Последни вести денеска, добро вечер. Безбедносната ситуација во и околу Украина е сериозно влошена, оценува македонското МНР и упатува посебен апел до нашите државјани кои се уште се наоѓаат во Украина итно да ја напуштат земјата, поради можност од воена ескалација. Соодветно ги повикуваме сите државјани кои престојниот период планирале посета на Украина да избегнуваат патувања во земјата. Подсетуваме и на претходните повици кон оние граѓани кои се наоѓаат во Украина, кои се уште не ги оставиле своите податоци во амбасадата, да ја контактираат амбасадата во Киев, стои во соопштението од МНР. Секој сценарио во Украина е можно, но моменталната состојба не укажува дека ќе дојде до поголем конфликт, вели во анализа за Канал 5 професорот на Војната академија Методи Хаджијанев. Состојбата помеѓу Русија и Украина е крајно напнета, дефинитивно. Сценаријата се движат со линија дека ќе остане замрзнат конфликт до најнепосекуваната опција, тоа е да ескалира конфликтот, но само под одредени услови. Како што стојат работите сега, сметам дека нема да дојде до поголем конфликт, од причина што работите, иначе и калкулациите според оно што до сега Русија го имала и како функционирал Путин, укажуваат на тоа дека нема да се дрзне да изврши офанзива врз Украина. Но, она што мора да